Демант од британската дипломатија и крај на лажната кампања на СРСМ за примањето мигранти. Британскиот амбасадор Метју Лосон јавно и недвосмислено јасно кажа дека таков договор не постои и никогаш не постоел. По изјавата премиерот Мицкоски вели дека паѓа целата конструкција што опозицијската СРСМ и нејзиниот лидер Венко Филипче со месеци се обидувале да ја наметнат во јавноста. Сега според него граѓаните конечно увидоа дека се работи за манипулација од страна на опозицијата. Упорно и без трошка свест, нималку совест, се создаваше впечаток дека владата нешто крие од граѓаните. Се ширеше страв дека земјата ќе станела камп за мигранти. Оваа теза се повторуваше од ден на ден. Се повторуваше на пресконференции, се повторуваше во изјави, се повторуваше како да е факт. Дури и протести најавува. Вчера добивме јасен и недвосмислен одговор од британската дипломатија директно право во чело. Јавно и недвосмислено британскиот амбасадор кажа: таков договор не постои и никогаш не постоел. Нема договор, нема преговори, нема центри за мигранти, фактите се јасни. Мицкоски вели дека се работи за длабоко деструктивен и потенцијално опасен модел на однесување од страна на лидерот на СРСМ Венко Филипче, кој тој континуирано го повторува. Прво обвинува, за кога фактите тоа ќе го демантираат, да нема никаква одговорност, ниту пак извинување за кажаното и потенцијалната штета што ваквите тврдења може да ја предизвикаат. Со месеци се пласираше приказна без ниту еден документ, без ниту еден доказ, без ниту една официјална потврда. Имаше само шпекулации, имаше само сензационализам и имаше политичка желба да се создаде паника кај граѓаните. Денес, кога вистината е јасна и кога демантот дојде, станува очигледно дека јавноста била изложена на една безобразна политичка конструкција во низа. И покрај демантот лично од британскиот амбасадор во земјава Метју Лосон, СРСМ и денеска се обидува да добие политички поени на тема мигранти. Од партијата соопштуваат дека одамна се знае тактиката за замена мигранти за пари, која се реализира преку економски работници. СРСМ тврди дека доказ за тоа има и во Британија. Инаку целата медиумска врева околу примањето мигранти од Британија во Македонија, опозицијата ја покрена откако двете земји склучија договор за стратешко партнерство. Тој предвидува можност за инвестиции од најмалку 6 милиарди евра во крупни инфраструктурни проекти, меѓу кои изградба на брзата пруга, здравствени центри во неколку градови, енергетика, транспорт и други области.